Ова што го гледате тука, на овој обичен рид, има надпис кој што може да се види само од небо и представува една од најголемите мистерии на денешното време. За кој бил наменет тој знак, зошто може да се види само од небо, ќе дознаеме кога ќе се качиме горе и ќе го снимаме знакот. Па да одиме горе и заедно да ја разгонетнеме оваа голема мистерија. Здраво живо, јас сум Димче и добродојдовте во уште едно мое видео. Како што видовте од најавата, денеска сум на геоглифот кај Свети Никола, или можеби една од најголемите мистерии на овој свет, односно најмистичното место што го имаме, затоа што ако приметивте, сега ќе дадам снимки од дрон, на ова место има знак кој што се гледа само од небо. Слични такви знакови или линии има во Наска, Перу. Значи, Наска линиите ќе ги видите, има нацртано символи, патеки, се и се што кој што може да се видат само од небо. И сега тука ми мене прашањето, ако може да се види само од небо, за кој биле наменети овие знаци? Тоа е едно од првите прашања кои што ми се појави во мојата глава и за кој што немам одговор, освен за тоа дека биле наменети за некои луѓе кои што дошле од озгора и си заминале нагоре подоцна. Дали се работи за воземјани, дали се работи за луѓе кои што имале напредна технологија, не знам, меѓутоа очигледно се овие знаци, овој знак што е кај нас Канда или геоглифот во Свети Никола и Наска линиите во Перу се наменети за некој од озгоре, затоа што може да се видат само од авион или од голема височина, што е очигледно за кои се наменети. Сега за ова место има многу теории, јас разговарав со луѓе кои што го истражувале ова место, читав на интернет, меѓутоа како и за сите други места најдов на многу конфузија, да не речем дури и малце хаос, затоа што првото што го видов за ова место беше тоа дека ова е местото каде што е закопан Александар Македонски. Не знам дали е тоа точно, пред некои 15 години тука се правени истражувања и снимања во кои што е утврдено дека под овој рид се наоѓаат некакви структури, односно се наоѓаат неколку простории, меѓутоа никогаш не е добиена дозвола да се ископаат тие простории и со тоа мистеријата само се продлабочува. Според мене лично, јас мислам дека гробот на Александар е трескавец, прилепско, затоа имам снимано и видео, можете да го погледнете и да ми кажете и вие што мислите. Го има на мојот канал подоле видеото за гробот на Александар Македонски, меѓутоа нека се ископа, нека се види дали се наоѓа тука гробот на Александар Македонски, затоа што овие знаци што се тука некој ги толкува како место каде што почива Бог или некое големо божество, а тоа се знакот на Дзе, односно едно од нашите врховни божества или нашето сонце. Па така да можеби тука е закопан некој голем владетел, можеби и самиот Александар Македонски, јас не го отфрлам тоа, оставам да се истражи и конечно да се расчисти таа дилема. Имаше статија за ова место во Америка, имаше и документарец снимано од популарната серија Ancient Aliens, во кој што тврдат дека ова е знакот на Касиопеја, на созвездието Касиопеја и дека соодветствува со звездите на Касиопеја, а Касиопеја е знакот на Александар Македонски, оттуку го поврзуваат ова со вечното почивалиште на Александар. Меѓутоа, јас не знам за тоа, како што ви кажав, според мене гробот на Александар е трескавец, прилепско и треба да се испитаат и двете локации. Кога сме кај гробот на Александар Македонски, само да кажам дека од над 200 експедиции што се направени да го бараат гробот, ниту една не е направена во Македонија, односно на местото од каде што тргнал и најлогично местото каде што тој завршил. Нема ни една експедиција за потрага на гробот на Александар, има само најави,
а гробот се бара Грција, Египет, дури и делови на Африка. Меѓутоа во Македонија нема ни една експедиција затоа што тука ќе го најдат, а они не сакаат да го најдат, и тоа е одговорот на тоа прашање зошто нема експедиции во Македонија. И тука би сакал исто да подбуцнам една експедиција за конечно да се утврди каде е тој гроб. Дали е ново место, дали е во Прилеп, дали е на трета локација. И ако можете да приметите од снимките со дронот, и кога доаѓав околу ова место е обработлива земја или ниви со жито, меѓутоа овој рид никој никогаш не го ора и не го сади, затоа што мештаните знаат дека тука се наоѓа нешто големо и дека тука има нешто закопано и дека овој рид не треба да се задева. А јас можам да ви кажам што мислам за ова место. Јас мислам дека ова место е место на голема енергија, затоа што кога ќе дојдете тука се осеќа многу убава енергија, се осеќа некој електричен набој. И интересно е за ова место што доколку ги имате гледано моите претходни видеа, имам снимано видео за пирамидата Островица, имам снимано видео за Гјаволскиот зид, кој што се наоѓа во оваа област, имам снимано видео Зртањ планината. И што е интересно за сите овие места е тоа што ако земете на картата и повлечете една права линија, овој рид, пирамидата на Островица, Гјаволскиот зид, нагоре Ртањ и Алшар рудникот се на една географска линија, што ја прави таа географска линија моќно енергетско место или енергетски хотспот, да речем, затоа што нашата земја има линии низ кои што тече енергијата. Така да, тоа е моето мислење за местото, а дали е закопан некој тука не знам, но очигледно има нешто на ова место, има откриено структури и мислам дека е време конечно да се откопа ова место и да се види што има внатре. Доколку сакате да го посетите местото, местото се наоѓа 1 километар после селото Црнилиште. Името на селото е мошно интересно, Црнилиште се поврзува со нешто црно, со нешто тага и укажува на тоа дека можеби сепак е тука закопан некој големец или некој бог. Кога сме кај боговите, да кажам дека нашите предци верувале дека секој човек може да стане бог и секој развиен човек го нарекувале бог или божество, а имале еден креатор кој што ние сега го нарекуваме бог. Тоа околу боговите, па така да кога се мисли за бог, може да се каже дека тука е закопан некој тогашен владетел или некој човек кој што направил многу за својот народ. Кога тој починал, местото каде што е закопан го нарекле Црнилиште или место кое што ќе жали по него. Ете така, го посетив и геоглифот, го снимав, си поминав одлично, се наполнив со енергија и се надевам дека конечно ќе најдеме одговори за ова место, како и сите други места, и ова место стои така запуштено, необезбедено, неодбележено и слично. Дали се прави тоа нарочно, дали немаме капацитет и желба да ги заштитиме овие места, не знам. Меѓутоа, таа е реалноста што секаде ја среќавам. Јас мислам дека се плашат од тоа што го има тука и на многу други места, па се оставени нарочно да се уништуваат и да се деградираат до степен на непрепознатливост, односно да нема ништо. Меѓутоа, тука сме ние да ги снимаме овие места, да ги чуваме колку можеме и да се гордееме со нив, затоа што се дел од нашата историја и воедно дел од светската мистерија. Тоа е тоа, јас тргам назад, вас ви благодарам што го гледавте и ова видео, претплатете се луѓе, станете членови, поддржете ме, а ние се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро и се гледаме.